Поплавени 30 на куќи, уништени цели трговски објекти, штети од стотици илјади евра. Ваква е апокалиптичната слика во прилепското село Лажани, кое синоќа беше погодено од страшно невреме кое траело повеќе од 1 час, проследено со силен дожд и град. Едни од најпогодените се семејството Црновршанин, чија продавница е комплетно уништена. Штетата ја проценуваат на над 200.000 евра. Реката излева на пат и за брзо време ни направи голем пакос. За 10 минути, значи, маркетот беше полн со вода. Каква е вашата штета? Нашата штета е над 200.000 евра. Комплетно се е уништено. Цела роба, цела стока, цел инвентар, се комплетно. И оштетено дели од куќата. Има пукотини. Жителите велат дека среќа било што никој не се удавил синоќа, затоа што водата на некои места во селото достигнала и над 1,5 метра. Домаќинството е скроз уништено, целиот долниот спрат е во вода, сето намешта и се катастрофа. Тоа е, нема што друго да кажам. Дали беше страшно синоќа? Ептем. Цела ноќ немаме спиено, чистевме, се мачевме што да правиме. Дома навлезе, поплави долниот спрат на куќата. Околни гаражи што има, помошни простори, исто така се беше поплавено. Се водила вистинска борба за да го спасат од давење и добитокот во шталите. За земјоделските култури пак вела дека комплетно се уништени. Па имам 400 декари сејано жито, Царевка имам исто сејано 50 декари и тие се уништени исто. И житото полегнато, поплавено, сето. Дали ги имате осигурено родот или? Па него нема осигурено. Зошто го немате осигурено? Не се знае, времињано се ужани. Зошто, ај, така. Нема да го удри тоа, она и тоа е. Аби, не требале да осигураме, ама тоа не го осигуравме. Штети имам прво во плевните сено. Второ, овците, јунците, кравите ми се под вода ми беа, колава под вода ми беше цела. Друго ваму имам едно жито, 4,5-5 декари ми е под вода, цело ми беше. Освен куќите, поплавено и целото околно поле. Невремето ги погодило и селата Дебреште, Ропотово, Житоше, Црнилиште, Секирци и Кошино. Како што може да се види од самите инсерти, дел од атарот на селото Лажани наликува на вистинско големо езеро. Според првечните проценки, уништени се над 300 хектари, од кои најголемиот дел се засадени со жито и тутун. На терен денеска веднаш излегла комисијата за проценка на штети формирана од општина Долнени, која повика утре во овие села да дојдат представници на владата. Формирале комисија за проценка на штети, каде што веднаш излезе на терен за проценка на штетите. Предпоставувам дека првично штетите се многу големи. Општина Долнени ги презема сите потребни мерки што може да ги превземе. Се надевам и на помош од владата на Република Македонија за да му се помогне на овој несреќен народ. И еве како апел си земам за право јас во името на сите граѓани на општина Долнени да ја замолам владата на Република Македонија доколку се во можност да формираат комисија и тие да дојдат на терен, да ја видат ситуацијата во општина Долнени, затоа што е многу критична и алармантна. Сите погодени жители својата штета од денеска па понатаму може да ја пријават во општина Долнени и кај комисијата оформена за проценка на штети.